По повод 60 години од подпишувањето на римските договори, денеска во Битола беше отворена изложбата Уште поблиска Унија, во организација на делегацијата на Европската Унија и амбасадата на Италија во Скопје. Римските договори го отворија патот за Европската Унија онаква каква што ја знаеме денеска, обединет континент кој се темели врз солидарност, демократија и владење на правото. Единствениот пазар на ЕУ обезбедува слобода на избор и движење, економски раст и просперитет на 500 милиони жители. Европската Унија е најголемиот трговски блок во светот и најголемиот донатор на хуманитарна помош, рече амбасадорот на Европската Унија Самуел Жбогар. ЕУ е најголемиот глобален пазар, како и водечки странски инвеститор во најголемиот дел од светот. ЕУ и натаму инвестира повеќе во развојна соработка и хуманитарна помош, отколку останатиот дел од света заедно. ЕУ е се повеќе активна во обезбедувањето глобална сигурност. ЕУ представува мултилатералност, човекови права, меѓународна соработка. ЕУ представува одржив развој, инклузивни општества, функционално владење на правото, борба против сите нееднакости во образованието, во демокрацијата и човековите права. ЕУ е активна во вашата земја со години за да помогне во подготовките за идночленство. Како најголем донатор, ЕУ има инвестирано милиони евра во разни области. ЕУ и нејзините земји членки, покрај тоа што се најголеми инвеститори, се исто така најголеми трговски партнери, отаму и најголеми создавачи на работни места во земјата. На 25 март 1957 година во Рим беа подпишани два договора со кои се поставени основите на денешната Европска Унија. Подписнички на договорите беа 6 држави: Белгија, Западна Германија, Италија, Луксембург, Холандија и Франција, рече во своето обраќање амбасадорот на Италија во Република Македонија Карло Ромео. As one of the 6 founding members of the EU, како една од 6 земји положници на Европската Унија, Италија продолжува да работи константно на процесот на европската интеграција на регионот од Западниот Балкан, како и на интеграцијата на вашата земја. Ние ја сметаме стабилноста на овој регион како многу важна за стабилноста на целата Европа и ние ја сметаме дека Европа нема да биде целосна без Западен Балкан. И како што веќе беше кажано во Скопје пред неколку месеци, при посетата на високата представничка на Европската Унија за надворешна политика и безбедност, господја Федерика Могерини, Европската Унија останува посветена на европската интеграција на оваа земја како и на целиот регион. Вратите на Европската Унија за вашата земја и вашиот регион остануваат широм отворени. Во рамки на одбележувањето денеска се одржа и трибина на тема Иднината на Европската Унија 60 години од римските договори, на која учествува и амбасадорот Самуел Жбогар и деканот на правниот факултет професор доктор Горан Илик. Денеска стане збор на повеќе теми, односно иднината на обединувањето на Европската Унија, ликот на Европската Унија, незиниот државноправен идентитет и незините тенденции на развој. Исто така, во присуство на студенти од правниот факултет при Универзитет Свети Климент Охридски во Битола, ќе имаат можност да постават прашања и да влезат во директна комуникација и со неговата екселенција амбасадорот на Европската Унија во Република Македонија, господинот Самуел Жбогар. Изложбата е организирана од Историскиот архив на Европската Унија во рамки на Институтот на Европскиот универзитет и се базира на архивски документи и фотографии од Историскиот архив на Европската Унија, Дипломатскиот историски архив на Италијанското министерство за надворешни работи и меѓународна соработка и архивот на Национална асоциација за печат. Изложбата ќе биде отворена од 30 октомври до 30 ноември 2017 година.